Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по кратките најави. Гледајте дневник. Владата ќе гради дом за стари лица пензионери со ниски пензии, најави премиерот Груевски. Дополнителни два нови проекти ќе се реализираат во Вардарскиот плански регион. Во недела, во рамки на Стоби 2015, премиера на Федра, копродукција на Театар Джинот и Словенското младинско гледалиште. Нов дом за стари лица пензионери со ниски пензии ќе изгради владата. Ова го соопшти премиерот Никола Груевски, кој додаде дека последниве години отворени се 17 нови старски домови, кои згрижуваат околу 600 лица. Владата планира изградба на нов дом за стари лица, пензионери, чии пензии се ниски и не можат да бидат прифатени во приватните домови за стари лица. Ова го истакна премиерот Никола Груевски, кој додаде дека во изминативе неколку години отворени се 17 нови старски домови, кои апсорбираат околу 600 лица. Во Скопје во моментов е исполнет капацитетот во државните домови. Ние сакаме да помогнеме да се зголеми капацитетот на државните старски домови, но не сакаме да им бидеме конкуренција на приватните. Од една страна, приватните доста помагаат со прибирање на стари лица кои што имаат потреба од такви домови. Од друга страна, пак не ја вршат работата за оние пензионери кои што имаат пониски пензии и немаат имот, а има и такви многу. Така што нашата одлука е во правец да почнеме градба на нов старски дом, прво во Скопје, а потоа и во другите градови во Македонија, исто така нови старски домови, кои што ќе ги изгрижуваат лицата, кои што имаат толку ниски пензии и немаат имот да не може да бидат прифатени во приватните старски домови. Груевски истакна дека Министерството за труд и социјална политика во наредните 2-3 недели ќе ги започне постапките за проектирање на старски дом. Првата фаза ќе биде за 170 лица, ќе чини околу 1 милион евра. Во втората половина пак на идната година, откако ќе биде избран проектант и откако ќе биде објавен јавен повик за изведувач на објектот, се очекува да започне и изградбата на првата фаза. Министерството за здравство набавува 6 нови дигитални мамографии кои ќе бидат инсталирани во 6 здравствени установи, меѓу кои и општата болница во Кавадарци. Станува збор за апаратура со вредност од околу 40 милиони денари. 6 нови дигитални мамографи до крајот на годината ќе бидат испорачани и инсталирани во 6 јавни здравствени установи во земјава, меѓу кои и во општата болница во Кавадарци. Министерството за здравство ги потпиша договорите за набавка на мамографите, а веќе течат раковите за испорака. Станува збор за апаратура во вредност од 40 милиони денари. Со набавката и инсталирањето на мамографите ќе се забрза протокот на пациенти, ќе се намали времето на чекање и ќе се помогне во спроведувањето на скринингот. Во болниците во Кавадарци и Кочани за прв пат се воведе ваков тип на диагностика, а во Штипската, Комановската и Пилипската болница вакви апарати имало и претходно, но веќе се стари, дотраени и со почести кварови. Од тие аспекти се одлучивме да набавиме 6 мамографи во овие 6 здравствени установи во Република Македонија. Со набавка на овие апарати, нагласи министерот Тодоров, ќе се овозможи скрининг прегледите да се изведуваат на повеќе локации во државата поблиску до женската популација. Со тоа брзо и навремено ќе се делува кај оние лица кај кои ќе се забележи определена промена. Во рамки на бесплатниот мамографски скрининг за рано откривање на карцином на дојка, кој Министерството за здравство започна да го спроведува од 7 април, до сега се извршени 2731 преглед низ целата држава во вкупно 17 јавни здравствени установи. Од извршените прегледи вкупно 2243 се со уреден наод, без присутни знаци на карцином, додека вкупно 488 жени се упатени на понатамошни испитувања врз основа на потреби за додефинирање на детектираната промена.
До сега со извршените испитувања се откриени 3 случаи на карцином на дојка, а се испитуваат уште неколку пациентки. Во однос на бројот на откриени случаи, Македонија е во рамките на европскиот просек. Мамографскиот скрининг ги опфаќа сите старосни групи. Два нови дополнителни проекти ќе се реализираат во Вардарскиот плански регион. Со првиот ќе се менува фасадата на Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски во Велес, а другиот се однесува на обновување на урбана опрема и хортикултурно уредување во општина Неготино. Дополнителни два проекти ќе се реализираат во Вардарскиот плански регион. На 14-та седница на Советот за развој на Вардарски плански регион, кој се одржа во просториите на општина Велес, како точка на дневен ред се постави и проширувањето на годишната листа на предлог проекти за 2015-та. Еден од проектите е изработка на фасада на зградата на Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски во општина Велес, со цел поголема енергетска ефикасност во училиштето. Овој проект ќе биде од посебно значење за општина Велес, поготово сегментот за образованието. Знаете, ние како регион и нормално како градоначалници посебно внимание обрнуваме на процесот на образование во нашите општини. Вториот проект се однесува на обновување на урбана опрема и хортикултурно уредување во општина Неготино. Нашата замисла е да сето тоа биде имплементирано до крајот на оваа година, што значи ние веќе ги надминавме и бројката проекти што минатата година ги направи Вардарскиот плански регион, со сегментот на начинот на работењето, изработувањето, подготвувањето на документацијата, нормално распишување на тендери, после тоа се работа на директориумот на Вардарски плански регион и целосна реализација. Дополнителните 35.000 евра, кои што ќе се потрошат, нема да ја загрозат финансиската стабилност на регионот, потенцираше Чадиев. Приведено 31-годишно лице од Кавадарци под сомнение за сторено кривично дело разбојничка кражба. Од секторот за внатрешни работи Велес информираат дека при претрес во неговиот дом пронајдени се повеќе предмети од претходно извршени кривични дела. Станува збор за истото лице кое е осомничено за одземање на мајмунчето од зоолошката градина во Скопје. 31 годишен жител на Кавадарци лишен од слобода поради основи на сомнение дека сторил кривично дело разбојничка кражба. Половина час пред приведувањето влегол во куќа на улица Шишка во населбата Глишик, од каде одзел кутија со мобилен телефон, но бил затекнат на лице место од сопственикот на куќата. Со цел да го задржи одземениот предмет, осомничениот извадил пиштол и при излегување испукал еден куршум во воздух, пошто побегнал. По наредба на судија во претходна постапка извршен е претрес во неговиот дом во Кавадарци, при што се пронајдени повеќе предмети кои потекнуваат од претходно извршени кривични дела. Станува збор за истото лице кое е осомничено за одземањето на мајмунчето од зоолошката градина во Скопје. Осомничениот се товари за кривични дела разбојничка кражба и недозволено изработување, држање и тргување со оружје или распрскувачки материи. Истиот е изведен пред надлежен суд и му е изречена мерка притвор во траење од 30 дена. Специјален лифт наменет за лицата со хендикеп се гради во основното општинско училиште Васил Главинов во Велес. Покрај поставување на лифт за оваа категорија на ученици се приспособуваат и тоалетите на првиот и на вториот кат во училиштето. Проектот со иста цел продолжува и во општина Кавадарци. Со специјален лифт наменет за лица со хендикеп, чија изградба е во тек, ќе се олесни образованието и престојот на учениците со посебни потреби во основното општинско училиште Васил Главинов во Велес. Покрај поставување на лифт за оваа категорија ученици со иста цел, се приспособуваат и тоалетите на првиот и вториот кат во училиштето. Увид во градежните активности направи председателот на Вардарскиот плански регион и градоначалник на општина Велес Славчо Чадиев, градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов и раководителот на Центарот за развој на Вардарски плански регион Марко Колев. Проект кој е финансиран 50% од програмата за развој на Обединетите нации UNDP и по 25% од сумата се финансирани од општина Велес и од општина Кавадарци.
Овој проект ќе се имплементира не само во Велес, туку ќе се имплементира и во Кавадарци, ќе се имплементира и во Росоман, ќе се имплементира и во Чашка и во општина Градско. Во училиштето Васил Главинов вкупно 37 ученици имаат посебни образовни потреби. Со оваа преадаптација, тие добиваат поголема сигурност и еднакви услови со останатите ученици. Сето ова ќе допринесе нивното воспитание и образование да се движи непречено, да се движат низ сите кабинети, затоа што во училиштето има кабинетска настава, така да од 6 оделени кога учениците ќе преминат во оваа настава, непречено ќе се движат низ пратовите на Васил Главинов. Во општина Кавадарци проектот опфаќа лифт и приспособување на основното училиште Гоце Делчев и општинската зграда. Тендерската постапка е во тек. Изведувачот ќе биде познат до крајот на септември. Ова за нас беше поттик да од сопствени пари, односно од буџетот на локалната самоуправа, планираме и во наредниот период до сите воспитно-образовни институции поставиме она што е неопходно, односно рампи, пристапни рампи за хендикепирани лица и таму каде што има можност сега да имплементираме WC јазди за потребите на лицата со хендикеп, а таму каде што нема можност да тоа го планираме за наредните години, бидејќи нели тоа би било поголем зафат. Проектот во иднина предвидува изградба на лифт со иста намена и во Велешката гимназија Кочо Рацин. Ние сме во фаза на проектирањето како треба да биде, направивме ние заедно со директорот увид со стручни лица што би требало таму да се работи, таму ќе биде малку по опсежна работата, бидејќи ќе влегуваме и таму до пред спортските сали. Вкупната инвестиција за реализација на проектот во Велес и Кавадарци изнесува 5 милиони денари. Надлежните се надеваат дека многу скоро овие две општини ќе бидат првите во регионот кои во сите воспитно-образовни институции ќе овозможат подобар третман и задоволување на потребите на лицата со хендикеп. Утре од 11 до 14 часот неготинчани ќе ги остават своите автомобили и ќе се приклучат на акцијата Ден без автомобили. Настанот е со цел заштита на животната средина и користење на алтернативните превозни средства. Ден без автомобили утре во Неготино. Настанот ќе се одржи од 11 до 14 часот на улицата Партизанска, при што просторот пред 11 катницата до раскрсницата со улицата Цандо Кожинков ќе биде затворен за сообраќај и ќе биде резервиран за пешаци, велосипедисти и друг алтернативен транспорт. Акцијата Ден без автомобили е во организација на општина Неготино, Министерството за животна средина и просторно планирање, Европската делегација во Република Македонија и ЕУ инфоцентарот во Скопје. Истата е со цел заштита на животната средина и користење на алтернативните превозни средства. Средното општинско училиште Димитрија Чубовски во Велес во соработка со средношколската заедница организираат хуманитарни акции за да им помогнат на оние на кои им е најпотребно. На училишните штандови по символична цена се продаваат производи кои се изработени од самите ученици. Хуманитарна акција за финансиски да им се помогне на оние на кои им е најпотребно. Учениците од Средното општинско училиште Димитрија Чуповски во просториите на училиштето поставија штандови на кои продаваат различни производи. Собраните средства подоцна ќе ги донираат во хуманитарни цели. До училиштето има естествено повеќе барања за хуманитарни акции, за спроведување на хуманитарни акции за случаи на кои што им треба помош. Во зависност од собраните средства кои што ќе бидат собрани од оваа акција, ќе се одлучи каде ќе се донираат овие средства. Производите се изработени од самите ученици. Трошоците за нивна изработка се обезбедени преку проектот за хуманитарни акции, кој го спроведува училиштето во соработка со средношколската заедница. Нашите ученици не е прв пат да изработуваат вакви производи, да организираат вакви хуманитарни акции. Уште поголем аргумент за тоа имаме тоа што учениците кои што ги изработија овие производи се всушност ученици од образовниот профил прехранбен техничар и фактички сите овие производи беа изработени во склоп на практичната настава која што изведуваат во рамките на самиот образовен профил во пекарската работилница во нашето училиште. Производите се со символична цена во зависност од употребените состојки. Нив освен учениците ги купуваат и сите посетители на училиштето.
На 20 септември во рамки на фестивалот на античка драма Стоби 2015 премиерно ќе се одигра представата Федра. Темата во представата е љубовта помеѓу млад маж и постара жена. Маруша Облак ќе игра улогата на Федра, додека Васил Зафирчев е Хиполит. Во рамки на фестивалот на античка драма Стоби на 20 септември премиерно ќе се одигра представата Федра во копродукција на театарот Јордан Хаджиконстантинов Джинот и Словенско младинско гледалиште од Република Словенија. Ова е четврта премиера за оваа сезона на Велешкиот театар. Текстот е на Сашо Димовски, режисер Александар Ивановски, сценографијата е на Филип Коруновски, костимите на Раде Василев, а музиката на Сашко Костов. Представата ќе се одигра на малата сцена. Прва премиера на мала сцена, еден простор кој што допрва треба да се таложи со театарски слики, со долги проби, со процеси кои што се битни за луѓето што ги работат и за публиката. Еден простор кој што мами да го извадете најдоброто од себе. Ивановски е исполнет од соработката со луѓе со кои е задоволство да се работи. Главната мотивација е приказната за Федра и Хиполит. Текстот е инспириран од митската матрица која е наследивме од тие антички народи за една љубов помеѓу многу млад маж по возрастна жена со една обстрикула пречка меѓу нив. Маруша Облак често настапува во Македонија. Таа смета дека македонската публика има голема театарска свест, а за процесот на работа во представата ке рече. Со Васил можевме да заедно отидеме на патување, емоционално патување. Не само оние на Федра и Хиполит, но исто така и на собствените. И то беше многу болен процес, во кој беше неопходно да се признае вистина, да се ослободи од полувистина, од лажна вера, илузија. Оваа тема е многу болна за една невозможна љубов, за верба во неа, која на крај носи лоши последици, фаталност, смрт. Многу е ризично да се зафатите со античка драма и било кој антички лик, без да имате некакво лично отварање на таа тема. Тоа се толку големи ликови што просто те голтаат. Те голтаат доколку им пристапиш само актерски, професионално, само занатски, професионално. Некако тие бараат да направиш некоја внатрешна промена во себе. Во рамки на фестивалот на античка драма Стоби, вечерва настапува театар комедија со представата Лисистрата. На 19 гостува Мната со Електра, додека на 22 септември во чест на наградените театарот Јордан Хаджиконстантинов Джинот ќе ја изведе представата Крал Иби. Од партиската говорница на СДСМ со неколку прашања до шумското стопанство Бабуна во врска со набавката на огревно дрво. Зошто граѓаните на Велес немаат можност да купат огревни дрва од јавното предпријатие Македонски шуми подружница Бабуна Велес по цена од 2370 денари за 1 метар, па се приморале, сакале тие или не, да купуваат огревни дрва за престојната грејна сезона од приватните складови по многу поскапа цена од некаде 3500 денари за 1 метар, а и тие самите ги нема. Го прашуваме директорот на подружница јавно предпријатие Македонски шуми Бабуна во Велес зошто не го искористува законскиот предвиден етат за огревни дрва со кој издобивува Велес, а за тоа во исто време ги оневозможува граѓаните на Велес да набават огревни дрва по цена од 2370 денари. Го прашуваме директорот на подружница јавно предпријатие Македонски шуми Велес со кој план и програма работи во предпријатието, кога граѓаните на Велес своите платени огревни дрва уште во месец јануари-февруари 2015 година се уште не се во можност да ги подигнат истите. И зошто за подигање мора лично да добијат подпис од директорот на подружницата.
Од шумското стопанство Бабуна изјавите на СДСМ ги оценуваат како груба лага и дезинформација. Истите според нив се во насока на собирање ситни политички поени. Шумското стопанство Бабуна најави пресконференција за утре каде ќе излезе со повеќе информации. А во Демир Капи алпинистички маратони, качување по карпи, пешачење и други активности во природа беа дел од интернационалниот Rock Climbing фестивал. Во Демиркаписката клисура од 8 до 13 септември се одржа меѓународниот фестивал, насловен како Rock Climbing International Festival. Фестивалот беше во организација на Евроазиската асоциација за алпинизам во соработка со спортскиот клуб Клисура од Демиркапија и општина Демиркапија. Програмата содржеше алпинистички маратони, качување по карпи, пешачење и други активности во природа, презентација на планински филмови и разни други надпревари, а зедоа учество учесници од повеќе земји. Учесниците имаа можност да ги посетат винарските визби во Демиркапија, музеот на виното и други природни реткости и убавини кои се наоѓаат на просторот на општина Демиркапија. Во последното деноноќе издадени 1871 потврда за азил. Досега околу 640 семејства го решија станбеното прашање со помош на проектот Купи куќа, купи стан. Вестите од Македонија во продолжение. Во изминативе 24 часа, Министерството за внатрешни работи им издаде потврди за искажана намера за поднесување барање за признавање право на азил на вкупно 1871 странски државјанин. Од нив 1273 се од машки пол, 188 од женски, 334 се деца, кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 76 деца кои патуваат без родители. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија 1089, Авганистан 333, Ирак 187, додека другите се во помал број. Во периодот од 19 јуни до 17 септември годинава, во 8 часот, издадени се потврди на вкупно 81.649 странски државјани. Од нив 54.484 се од машки пол, 11.156 од женски, 13.542 се деца, кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 2.467 деца, кои патуваат без родител, на кои им е издадена потврда за искажана намера за поднесување барање за признавање право на азил. Преку проектот Купи куќа, купи стан, околу 640 семејства веќе го решија станбеното прашање. Со тоа, како што нагласи вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски, се најде решение за исто толку проблеми во стекнувањето на сопствен дом. Истовремено, Ставревски ги повика граѓаните да ја искористат поддршката што ја дава државата за овој проект. Како што рече тој, владата во континуитет работи со банките, со цел да се постигне максимална отвореност и флексибилност кон граѓаните. И градежните компании ги прифатија цените за понудата на станови, кои се утврдени со проектот. Проектот е наменет за луѓето кои имаат извесен износ на средства за таа намена, но не е доволен за целосно покривање на трошоците. Во зависност од кредитот кој треба да се подигне за купување стан, изградба на куќа или доградба, владината помош се движи од 8 до 14.000 евра. За граѓаните кои немаат доволно средства за учество, се нуди модел кој субвенционира и до 75% од парите. Ставревски најави дека проектот продолжува и во иднина. Во буџетот на Република Македонија за 2016 се предвидени средства за него. Словенија воведе засилен надзор на својата граница со Унгарија и привремено ќе го суспендира шенгенскиот режим. Хаос на унгарската граница, стотина бегалци ја пробиле оградата од бодликава жица. Вести од светот. Словенија од ноќеска од полноќ воведе засилен надзор на својата граница со Унгарија и привремено ќе го суспендира шенгенскиот режим, изјавија синоќа словенечкиот премиер Миро Церар и министерката за внатрешни работи Весна Геркеш Жнидар. На крајот од својата посета во Лендава, недалеку од границата со Унгарија,
ЦРР на пресконференција изјави дека веќе почнале подготвителните мерки за повторна гранична контрола кон Унгарија и дека ќе се применуваат од полноќ. Оваа мерка тој ја образложил со фактот дека Европската Унија се уште не зазела единствен став во поглед на бегалската криза. Со овој потег, Словенија полесно ќе го контролира протокот на луѓе, за да не остане изненадена од некоја поголема група бегалци и мигранти, а настаните со овој проблем постојано се следат и владата е подготвена на различни сценарија, истакнал словенечкиот премиер, додавајќи дека се е под контрола. Стотина бегалци кои синоќа се обидоа да ја минат границата меѓу Србија и Унгарија, ја пробиле жичаната ограда, а унгарската полиција употребила солзавец и водени топови за да ги сопре. Повредени се српски новинари и деца. Србија ја осуди реакцијата на унгарската полиција, истакнувајќи дека тоа е направено на територија на Србија и дека Унгарија нема право да го прави тоа. При уривањето на оградата на преминот Хоргош 2 настанал вистински хаос. Според неофицијални информации, повредени се околу 300 луѓе. Унгарската полиција кон бегалците истрелала солзавци, а тие возвратиле со пластични чаши и други предмети. Полицијата потоа употребила водени топови. Во интервенцијата повредени се и неколку деца, а многу луѓе побарале лекарска помош. Унгарската полиција и претходно отворено се закани дека ќе примени сила, доколку бегалците се обидат да минат на унгарска територија. Најдобриот македонски автомобилист се подготвува за последната трка во сезоната, во која веќе ја обезбеди втората титула на ридски трки. Вестите од домашен спорт во продолжение. Најдобриот македонски автомобилист Игор Стефановски Иџи се подготвува за последната трка во сезоната која нема да донесе некои поголеми изненадувања кога е во прашање генералниот пласман на ридски патеки. Стефановски на трката во Словачка ја обезбеди својата втора титула поред во ова надпреварување, па последната трка ќе биде само ревијална за него, односно ќе се обие да стигне до целта каде ќе има шанса да ја прослави титулата со своите навивачи. Трката во Хрватска ќе биде возена овој викенд. Центарот на македонската кошаркарска репрезентација, Предраг Самарџиски, по настапите на Европското првенство нема да се врати во македонскиот шампион. Тој во новата сезона ќе настапува во тимот на Мегалекс, кој воедно е противник на македонскиот шампион во регионалната АБА лига. Самарџиски потпиша краткорочен договор со екипата на Мегалекс, а во српскиот шампионат досега има настапувано за Партизан, Црвена звезда и ФМП Железник. Голманот Александар Стојановски, кој минатата сезона беше дел од ракометниот вице-шампион на Македонија Макс Струмица, оваа сезона ќе биде дел од ракометниот клуб Борец. Стојановски, незадоволен од минутажата во струмичкиот тим, реши да замине, иеко со Макс Струмица ќе имаше шанса да настапува во СЕХА лигата. Тој во Борец пристигна по ангажманите на Стојановик и Јанев, пошто се очекува овој тим да биде конкурентен во Суперлигата оваа сезона. 20 годишниот голман својата кариера ја започна во ракометниот клуб Богданци. Барселона одигра нерешено со Рома. Арсенал беше изненаден од Динамо Загреб во Лигата на шампионите. Србија и Литванија ќе го сочинуваат вториот полуфинален пар. Вечер во играат Франција и Шпанија. Меѓународен спорт. Во еден од најинтересните надпревари на Европското првенство во кошарка, селекцијата на Литванија ја победи Италија и се пласираше во полуфиналето. Во регуларниот дел мечот заврши нерешено 79-79, но во продолжението литванците беа посконцентрирани и славеа со 95-85. Нивни противник во полуфиналето утре ќе биде селекцијата на Србија, која со резултат 89-75 ја победи Чешка. Чесите беа рамноправен противник се до почетокот на последната четвртина, кога србите ја направија разликата и осигураа победата.
победата. Милош Теодосич влезе во историјата на европските првенства како играч кој направил најмногу асистенции на еден меч. Тој во надпреварот против Чешка асистираше 14 пати. Вечерва на Евробаскетот ќе биде одиграно првото полуфинале помеѓу екипите на Франција и Шпанија. Победникот во овој дуел, освен пласман во финалето, ќе обезбеди олимписка виза за игрите во Рио идната година. Надпреварот Франција-Шпанија започнува во 21 часот. Денес ќе започнат надпреварите од второто по квалитет фудбалско надпреварување Лигата на Европа. И оваа година, како и претходната, победникот од Лигата на Европа ќе обезбеди директен пласман во Лигата на шампионите. Оваа сезона со таков статус е екипата на Севилја. Представник на Македонија во ова надпреварување е повремениот репрезентативец, крилниот играч на Легија Варшава Иван Тричковски, кој во првото коло му гостува на Мидтјйланд. Во останатите надпревари кои ќе привлечат повеќе внимание се Бордо Ливерпул, Наполи Бриш, Андерлехт Монако и Фиорентина Базел. Единствената ноќна трка на календарот во Формула 1, Гран При трката во Сингапур, која треба да се одржи престојниот викенд, можеби ќе биде одложена. Причина за оваквата одлука на организаторите на трката се големите облаци чад кои доаѓаат од Индонезија. Според последните мерења, загадувањата во Сингапур е на критично ниво, на кое се прогласува и тревога, а организаторите прават обиди за расчистување на истите со предизвикување на вештачки дожд, но не се знае колку тие ќе бидат успешни. Во Македонија денес сончево и топло, слично време не очекува и утре. Еве ги деталите. Овде го завршуваме последното информативно издание за денес. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!